Светската недела на предприемаштвото одбележана по традиција и кај нас. Во Македонија и покрај кризата има успешни бизнис приказни. Свето Николовски. И во време на глобална криза кај нас има успешни предприемачки приказни. Најважно е да имате добра идеја, добар производ и скромна финансиска поддршка од банките, кои полека но сигурно го менуваат односот кон предприемништвото и се создава една позитивна атмосфера, вели Дарко Нумовски, чија мала фирма полека го освојува и регионалниот пазар. Ние работиме со системи за интерактивен маркетинг, значи бевме и во случајот и како да кажам, затечени во целата ситуација со финансиската криза. Меѓутоа успеавме успешно да се справиме со тоа што успеавме да навлеземе во регионот на останатите пазари, конкретно во Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија и со тенденција за и понатаму да се шириме во регионот, меѓутоа и во Европа сега. Владата убедува дека има инструменти со кои ќе ги поддржи креативните идеи на почетниците во бизнисот. Тоа се пред се бизнис инкубаторите, значи една регионална структура која што има оформено Министерството за економија, преку која што може да добија директен совет. Како се почнува со бизнис, како се водат оние тековни активности и како се реализира она што го имаат како замисла директно во предприемачки дух, практично во начин да можат тие веднаш да го пласираат својот производ на пазарот. И годинава глобалната недела на предприемништвото кај нас се одржува со поддршка на амбасадите на Кралството Норвешка и на Република Австрија. Најважно е креативните идеи да се претворат во квалитетен проект, порача амбасадорот Кјетил Полсен. Македонија има одличен потенцијал за развивање на млади предприемачи. Не постои недостиг на успешни и мотивирани студенти. Сепак, досега, постоеше недостиг на можности и поттици за тие да почнат да работат. Глобалната недела на предприемништвото се одржува истовремено во стотина земји, а носители на сите активности во следните 6 дена се ПСМ фондацијата и Агенцијата за поддршка на предприемништвото.